Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе направиме видео со техничка анализа, затоа што имаме некои интересни вести кои што допреа до нас од вчера и денес. Така да има нешто интересно што сакаме да споделиме со вас, поврзано со Гери Генслер. Значи интересно и позитивно, прв пат за Гери Генслер. Дополнително ќе направиме кратка анализа на DXY и SPY да видиме што се случува таму, како и нормална анализа на биткоин, да видиме која е поентата и зошто моментално пазарот оди нагоре, од она што можеме да заклучиме од моменталната анализа. Дополнително имаме една многу интересна нова страна, blockchaincenter.net, која што тој е до нас од Дарко Јошев, му благодарам. Има некои интересни моменти кои што сакам да ги споделиме од оваа страна со вас, чисто за информација и нормално некои дополнителни да речеме елементи и индикатори кои што ги користиме да видиме каде се наоѓаме и што се случува моментално. Со тоа што пред да започнеме, иако ова не е поврзано со каналот, но само што станав чичко, така да се зголемува бројот на гемиџии на светот, да се надеваме дека ќе продолжи така. Мојот брат доби керка и нормално тоа не го менува фактот дека и девојчиња може да бидат гемиџии, нели, да бидеме реални. Така да благодарам, нели, на сите што го следите мојот канал, иако можеби ова не е дел од крипто сферата, но едноставно добар ден е, па сакав онака да се пофала. Така да можеме да почнеме денеска. Прво ќе почнеме со некои интересни вести од Мурика, како и секогаш за жал, каде што моментално СЕК, значи како бесно куче, само што го тужеше Bittrex, една од најголемите менувачници во светот, со тоа што ако се сеќавате пред само неколку дена ние најавивме дека Bittrex уствари ја затвара својата филијала во Америка и сега претпоставувам за тоа што ако ја затворат и нели се на некој начин иселат од Америка, автоматски малку е залудно да ги гоните, така да пред да го направат тоа, Комисијата за хартија од вредност во Америка одлучува да ги тужи. Значи тоа е смешна работа, ама како и да е, се случува, тоа е тоа. Со тоа што тврди дека наводно продавале, значи хартии од вредност веќе некое време и дека не се регистрирале за ваквите хартии од вредност. И сега интересно е кои се хартиите од вредност кои што ги наведуваат. Значи СЕК во нова тужба ги наведуваат следните токени како хартии од вредност. Меѓу кои најбитно е Algorand. Ти кажеме зашто е најбитно, претпоставам повеќето од вас знаете, но како и да е. Значи вака сега. Algorand е прв, како и моментално OMG Network, Dash, Monolith, IHT, не знам кој е овој, и Algorand како последен. Сега, каде е овдека проблемот? Значи јас и претходно, ако се кажа, дури ви имам пуштено и видеа од Гери Генслер, како моментално го фали, мислам не моментално, него е малку постаро, го фали својот колега, затоа што Гери Генслер има предавано на MIT, каде што има предавано и креаторот на Algorand, кој што е нели добитник на најпрестижната математичка награда во светот, со тоа што значи го фали, значи Gary Gensler's All Pro Algorand video ignites debate amid unregistered security claims. Односно, ако сте го гледале ова видео, ако сте гледале, што не на едно, него на многу видеа овде за жал го нема, но може да го најдете многу едноставно, ако пишете Gary Gensler и Algorand на YouTube ќе го најдете како кажува дека Algorand е еден од најдобрите проекти, дека е од негов колега, дека е многу горд со својот колега, дека сите треба по крипто проекти да бидат направени како Algorand, за после само една година истиот да каже дека и Algorand представува security, што е жално, како да кажам жално, ако не е смешно. И сега, каде е најинтересниот дел? Овој дел што е пропуштен овдека, че јас го гледав интервјуто со моментално не, значи Bittrex, но не е само тужен Bittrex, туку и собственикот и former CEO практично, извинете, не собственикот, former CEO Бил Шихара. Сега, Бил Шихара, значи и нели одредени други личности, представници на Bittrex, кажуваат вака. Велат дека поднеле писма многу пати низ овие неколку години до СЕК да им каже кои се тие токени кои што СЕК ги смета за securities, за да ги отстранат од својата менувачница. И во ниту еден од овие писма нема добиено одговор. Значи, они буквално тоа кажуваат, значи, доколку продолжи понатаму, ваквата нели апсурдност и ги навистина продолжи со тужбата, СЕК, пошто веќе е започнато, значи, они ќе ги изнесат овие писма, кои што нели официјално се пратени до СЕК, кои што не може да се крие пред суд, каде што судот ќе може да види дека они во многу наврати до сега барале од СЕК, нели, да ја бидат известени кои се тие токени кои што кај нив се наоѓаат as securities, кои што они практично доброволно сакале да ги на некој начин извадат од нели својата платформа за да немаат проблем, а СЕК на тоа не им одговара и сега наједнаш ги тужи и им кажува вие се тужба.
Така, значи тоа е неприфатливо со оглед на фактот дека СЕК треба прво да даде совет доколку е прашан, па после тоа доколку овој совет не е испочитуван да оди на потенцијално тужење на одреден субјект. Нормално Гери Генслер, ретардиран како што си е, сирома, значи ништо од тоа не направи. Сега ако се случи да се тужат и понатаму со нели во оваа ситуација Bittrex, значи јас се надевам дека Bittrex ќе излезе со овие мејлови и ќе биде многу повеќе од јасно дека ова што го прави Комитетот за хартија од вредност во Америка е дебакл. Значи не го мислам ова само јас, нормално го мислат многу луѓе, но многу побитно е тоа што го мислат многу побитни луѓе во Америка од нас обичните смртници, нели, пошто ние сме обични смртници. Значи моментално Гери Генслер е повикан да тоа денеска, ако не се лажам, да денеска да одговара пред само да видам точно. Значи ќе има посебна комисија која што треба да испитува работата на Гери Генслер. И ева вака сега. Значи he maintained that the general public invests in crypto tokens anticipating profits and brighter future, relying on the entrepreneurs backing these tokens. Entrepreneurs, се извинувам. Значи, што уствари ова значи? Он ова го тврди, значи он постојано тврди дека нели сите криптовалути се хартија од вредност и он буквално сега каде е проблемот? Зошто он цело време се обидува да го наметне ова како дека он го прави ова за доброто на граѓаните или за доброто на инвеститорите? Значи реченицава значи дека они понатаму тврди дека генералната јавност, односно нели секојдневните луѓе, инвестираат во криптотокените, очекувајќи профити и посветла иднина. При тоа подпирајќи се на компаниите, практично кои што се нели позади овие токени, да го направат тоа, односно да обезбедат овие токени да пораснат на вредност. Така, во ред. Сега, што е жално од цела оваа приказна? Он се обидува да објасни, да каже дека овие компании првенствено, значи се обидува да ги заштити трговците и инвеститорите од овие компании кои што не се регистрирани како хартија од вредност, а овие компании едноставно немаат начин како да се зарегистрираат за хартија од вредност. Значи едноставно не постои начин. Видовте и сами до сега. Значи Coinbase им праќа прашање како да се регистрираат и наместо да добијат одговор како да се регистрираат, добиваат тужба. Се разбираме? Значи тоа како е тоа регистрирање? Од друга страна, ова што он цело време се обидува да каже е дека наводно овие проекти уствари нели се лоши и дека он за да ги заштити луѓето во јавноста од потенцијално нели губење на својот инвестиционен капитал, се обидува нели да ги натера овие да се регистрираат. Сега жалното што е, значи ако он се обидува да ги заштити, како тоа ти ги заштитуваш моментално луѓе кои што во целиот свет им е дозволено да инвестираат и да купуваат вакви токени, а во Америка не. Што значи, целиот свет купува одреден токен. Значи, ако цел свет купува, а само Мурика не купува, значи Мурика не е светот, тоа треба конечно да им стане јасно, тоа значи дека вредноста на овој токен ќе почне да расте, така, како што многу од овие токени почнаа да растат. И сега вие уствари од што ги заштитувате вашите граѓани? Од потенцијален профит? Значи ги заштитувате од евентуално нивните пари да пораснат. Ја не гледам од друго што ги заштитува. Значи жална работа, не знам што да кажам. Како и да е. Но ете тоа е за вас Америка, како и да е, интересно е дека моментално исто треба да одговара на прашање пред соодветно тело, ќе видиме како се тоа ги се одвива, но верувајте ми ова нема да биде добро за него, со тоа што следниот чекор, значи моментално еден од конгресмените во Американскиот конгрес, Дейвидсон од Охајо, ако не се лажам, моментално, значи официјално кажано дека ќе предложи закон со кој што прво ќе се разреши Гери Генслер поради узурпирање на оваа позиција и нели неизвино користење противправно во однос на криптопроекти. Значи ова е за криптопроектите, се разбираме. Значи исклучиво за криптопроекти се работи, не се работи за некои други проблеми, па заради тоа не. Значи закон со кој што прво ќе се опушти Гери Генслер поради неговото противправно работење против овие криптопроекти и дополнително веќе да не постои Chairman of Securities and Exchange Commission, односно ќе има посебен екзекутивен директор кој што ќе одговара на борд на практично сега како ќе дојде овдека. Овој борд фактички ќе биде од повеќе гласови кои што ќе одлучуваат дали нели одредено нешто треба да биде security или не, дали ќе има тужба или не. Во превод, кога се повеќе гласови, нормално многу подемократски ќе биде донесена одлуката, наместо еден чермен кој што само одлучува дали нешто е security или не. Така да, како ќе биде оваа промена ќе видиме. Битно е дека нешто се случува. Битно е дека конечно нешто се случува, односно конгресмен да истапи против институција во Америка и да се закани дека моментално прави закон со кој што ќе се прка од работа
гери жабата со цел нели да не продолжи ваквата работа против крипто проектите, тоа е многу голема работа. И се надевам дека ќе успеат и верувам дека тоа ќе биде многу скоро, но прво што ќе гледаме да биде ова. Дали во текот на денешниот или утрешниот ден не сум сигурен, пошто никако да не знам точно кога ќе се случи, но битно е дека ќе треба да одговара за своите постапки и што уствари он моментално прави, затоа што он веќе не знае што прави очигледно, значи он не знае кого веќе нема тужено. Значи имате еден куп тужби, еден куп процедури и секој ден има нешто ново, секој ден има некоја нова глупост, се разбираме. Но останува да видиме. Како и да е, можам да кажам дека на Гери Генстар не му се пишува добро. Останува да видиме кој му го чува грбот, тоа е многу битно, затоа што можно е некој да му го чува грбот и сето ова да биде само празни зборови. Но нели, останува да видиме наскоро. Евака сега. Хонг Конг и Сингапур се борат за тоа кој ќе биде главниот град во Азија за крипто. Значи, ова е за да ви покажам дека Мурика е само едно парче корумпирана земја, која што вака или така веќе и помина времето, кога имаше време да правеше, веќе полека се менуваат ветровите и едноставно се движи на исток, така да прашање на време кога Америка ќе престане да биде битна на светската сцена и ќе се префрли целата оваа ситуација на исток, каде што моментално е фокусирана најголемата сила во светот, која што е Кина, сакале ние да си признаеме или не, и моментално Хонг Конг како вториот систем на Кина, како што ви кажавме, во јуни треба да почне официјално да им дозволи на сите кинески граѓани да купуваат преку Хонг Конг криптовалути, физички и правни лица. Додека во Сингапур тоа е одамна дозволено. Сега нормално овдека во овој артикл се уште зборува дека се уште се гради и понатаму крипторегулатива, се уште се регулира како сето тоа ќе изгледа, значи не е free for all кој сака да купи што сака, но битно е дека моментално фокусот на криптосферата се врти од запад кон исток. Што значи дека можеби оние проекти кои што сме научени да ги гледаме постојано, а се базирани во Мурика и во овие про-западни европски држави, нема да бидат веќе на врвот на листата. Тоа е една од битните работи кои што мораме да ги земеме во предвид и овој канал планира да го направи тоа, но нормално се движиме како се движат ветровите. Не можеме да трчаме пред нив затоа што ваквите нејавени промени не значи дека ќе се случат нормално. Така да ова е интересна работа која што мораме да земеме во предвид, но доколку од јуни се потврди дека на вистина истокот ќе го започне овој бул маркет и истокот ќе го води овој бул маркет, тоа многу јасно би значило и дека истокот има своји шампиони наспроти шампионите кои што сме навикнати да ги гледаме од западот, ме разбирате? Во превод, ако истокот финансира, зошто би финансирал во проекти кои што се наоѓаат на запад? Се разбираме? За жал тоа е реално. И тоа е нешто што навистина мораме да го размислиме и она листа од токени коини кои што ви кажаме дека се моментално популарни во Кина и во Азија, навистина ќе треба сериозно да ја разгледаме. Но нормално, нели, сето тоа со време, нема потреба брзање нигде. Вака сега, прво во однос со моменталното движење, затоа што гледаме дека биткоин се движи нагоре, да видиме што уствари се случува и како сето тоа нели се одвива. Гледаме дека во текот на денот имаме солидна корекција нагоре, ќе поразговараме од каде сето тоа потекнува според она што го гледаме на овој чарт, но пред тоа, значи прво нормално како и секогаш погледнуваме дали има ликвидации и колку се тие ликвидации, затоа што имаме високо растење на цената. Значи моментално 41 милион во шортс не е доволно ликвидации да можеме да кажеме дека имаме шорт сквиз, што е како што може видите регуларно движење на пазарите. Ова е шорт сквиз. Со оглед на фактот дека не е шорт сквиз, одиме на самите технички анализи, но пред тоа нормално ќе погледнеме што се случува со DXY. Битниот дел за DXY кој што спомнавме на претходната анализа е се надеваме дека оваа неделна свеќа ќе заврши надвор од ова жолто поле. Жолто поле, зошто е тоа битно? Затоа што ако се кејавате, веќе објаснивме дека ова жолто поле представува врв на претходните два бул маркети, кои што многу пати до сега објаснуваме. Така да овој врв на претходните бул маркети моментално ни представуваше и поддршка на оваа корекција пред последниот дел од бул маркетот на DXY до практично октомври 2022 година, како и моментално во два наврати ни представува зона во која што имаме многу јака поддршка за DXY да пробие надолу. Дури многу се зборува дека официјално пробивање на DXY под 100 ќе значи враќање буквално на долната граница овде на овој тренд кој што го имаме уште од практично 2008 колапсот на банкарскиот систем. Сега, останало да видиме дали ќе се случи, но битниот дел е дека конечно направивме дно официјална свеќа под овие овде. Тоа значи дека од овој момент, нели, веќе имаме утврдено ново дно
иако ова би можело да се регистрира како дупло дно, затоа што е на истото ниво како што може да видите оприлика. Значи мораме да видиме дали тоа ќе се реализира, но сега за сега изгледа дека и понатаму продолжува падот на DXY, што е очекуван со оглед на фактот, значи логички размислуваме. Ако се сеќавате, веќе ги обработивме претходните податоци како за инфлацијата, така и за стапката за невработеност. Значи инфлацијата моментално ние во пад од 1%. Што значи на толку голем пад се очекува дека Федералната резерва ќе размисли за потенцијално кревање на rate hikes и понатаму, затоа што ваков солиден пад на SPY, на CPI, извинете, инфлацијата е добар и се очекува дека се помала е веројатноста да се зголеми rate hikes уште еднаш за 0,25%. Нормално за тоа ќе погледнеме на investing.com, каде што го имаме ова како гласање на некој начин. Гледаме дека и понатаму се очекува 0,25% покачување и тоа претпоставам се очекува да биде последното, затоа што имаме прилика 90% кои што го очекуваат тоа, но ова потекнува од фактот дека и понатаму имаме многу ниска невработеност. Односно тоа беше почетокот на месецот каде што кажавме дека се надевавме дека ќе се зголеми невработеноста, затоа што колку поголема невработеност, толку е помала веројатноста дека Федералната резерва ќе ги зголеми и понатаму rate hikes, нели? Практично каматната стапка по која што позајмува нови пари, но за жал тоа не се случи. Гледаме дека од 3,6 падна на 3,5. Додека во исто време CPI инфлацијата исто така падна 1%. Што значи дека ова заедно и двете се позитивни за економијата во Америка, но за жал невработеноста со тоа што се уште на релативно ниско ниво, можеби и рекордно ниско ниво, и дава на Федералната резерва и понатаму одврзани раци да продолжи со rate hikes. Ако имаме повисока невработеност, а пониска во оваа ситуација пад на инфлацијата, тоа ќе беше уште пополно за нас како криптоинвеститори, затоа што во таа ситуација се повеќе и се врзани раците на Федералната резерва да продолжи со rate hikes, затоа што зголемува невработеноста, а во исто време се случува оној ефект кој што требаше овие rate hikes да го направат, односно инфлацијата да се намали. Сега, проблем во оваа ситуација што пак ќе го напоменаме тоа дека кор инфлацијата, која што ствари инфлацијата CPI со одземени цени на храна и на горива е уствари на некој начин реалниот индекс на инфлација кој што многу повеќе обрнува внимание моментално Фед. Останува да видиме затоа што во оваа ситуација овој индекс се зголеми наместо да се намали за 0,1% после последователни неколку месеци паѓање. Сега тоа може да биде една од причините поради кои што Федералната резерва ќе одлучи понатаму да продолжи со rate hikes, нормално што можеме моментално да го видиме на самите чартови, значи нели. Сега, проблемот во оваа ситуација е тоа што и понатаму, значи гледаме дека луѓето се помалку веруваат во вредноста на доларот. Прво поради оваа причина, затоа што ако немаме веќе rate hikes или ако ова е да речем последниот rate hike, тоа го намалува оној катализатор кој што ја даваше силата на DXY да расте. Значи ако сте погледнали нашите претходни анализи, ќе знаете дека во целиот овој период кога што го следевме DXY индексот, колку повеќе се зголемуваа овие rate hikes, кои што моментално во претходната година имавме 5 rate hikes од 0,75, односно се поскапи и поскапи стануваа парите кои што ги позајмува Федералната резерва, се повеќе се зголемуваше вредноста на доларот, DXY индексот. И сега обратно, како повеќе се намалуваат и се приближуваме до потенцијално последниот rate hike во целата оваа серија, се повеќе се губи довербата во доларот и истиот продолжува да паѓа. Колку повеќе доларот паѓа, толку повеќе нормално добиваме сила на сите останати пазари, односно постојано го кажуваме истото, доколку го испоредиме, еве на пример ќе ставиме индексот на SPY, кој што ни представува S&P 500 индексот и ќе го додадеме Bitcoin USD, кој што ни е нормално главниот показател на нашите пазари кои што ги следиме. Гледаме дека се обратно пропорционално корелирани, односно колку повеќе паѓа вредноста на доларот, толку повеќе почнува да расте и вредноста на Bitcoin и вредноста на S&P 500, односно индексите на 500 најдобри компании во Америка. Односно, она што сакам да ви го покажам овдека е дека падот на доларот кој што понатаму се очекува да продолжи, ние главната причина поради која што моментално повторно имаме раст на цената на биткоин, тоа е главната причина. Можеби има и некоја фундаментална, но тоа е главната причина. Со тоа што гледаме дека ова е уште една интересна работа која што морам да ја напоменам, нивоата се многу битен дел од техничката анализа. Односно, ако се сеќавате овие нивоа
овие лиљакови неделни нивоа, ние ги поставивме уште од претходните врвови на DXY многу тама. Значи, ово ниво каде што моментално се наоѓаме е поставено во 2003 година при овој пад надолу, каде што ваквото локално ниво моментално ни представува, како што можеме да видиме, точно местото каде што сме уствариле еден врв, втор врв и моментално се уште се држиме на некој начин до ова ниво пред да продолжиме да се движиме надолу. И гледаме дека ако се движиме на дневно ниво, ќе видиме дека се повеќе и повеќе е испочитувано. Гледате, значи сме имале пат под ова ниво, акумулација, придвижување надоре, повторно пат под ова ниво, обид за пробив неуспешен, корекција надолу, ритес до истото ова ниво, за повторно да почнеме се движиме надоле, со тоа што моментално повторно се наоѓаме на долната граница на ова жолто поле, кое што ни представува главниот сегмент на некој начин поддршка на цената на DXY до сега. Гледаме дека имаме дупло дно, кое што е утврдено уште од претходниот пат кога правиме техничка анализа, и тоа буквално се случи. Значи, гледате, откако дојдовме до ова ниво, направивме ритес и придвижиме нагоре. Сега, верувам дека повторно ќе се вратиме надолу и ќе пробаме да го пробиеме ова ниво, затоа што повторно не гледам позитивни вести за DXY во блиска иднина, односно ако ова официјално представува последниот рейт хајк и ако испадне моментално Федералната резерва или Джером Пауел и изјави дека 0,25% е рейт хајк, тоа значи дека официјално после овој рейт хајк вие автоматски веќе немате вештачки сегмент, значи вештачки инструмент кој што моментално користеше Федералната резерва за да го пумпате долар. Што значи дека веќе нема причина да држите долар, така? Затоа што се очекува дека ако веќе нема сила која што го буткала нагоре, да истиот продолжи со надолно движење, затоа што гледаме дека неговиот бул маркет е веќе завршен и гледаме дека моментално е во потврдено паѓање надолу. Што значи дека се очекува подлабок bear маркет за DXY, а да не заборавиме и најавата за нова валута на моментално BRICS, која што треба да дојде во август, која што верувам дека уште толку ќе го забрза падот на DXY и на доларот. Значи, за оние кои што не разбираат, на кратко, без да образложуваме во детали, може да погледнете видеото за валутата на BRICS и зошто е тоа битно за падот на DXY индексот, но само со многу едноставен начин ќе ви објаснам од каде потекнува сето ова. Значи, до сега секоја држава во светот може да држи доларни средства и мора да држи доларни средства во својот буџет практично со цел да може да тргува со други држави. Затоа што доларот представува резервна валута и не може да тргувате во светот ако немате долари. Вие не можете да ги чувате сите валути во светот. Значи, ако вашата држава тргува со, да речем, 30% од земјите во светот, она треба да има во исто време и боливари, и денари, и евра, и долари, и јуени. Со тоа што ваквото чување на валути нормално е непрофитабилно и многу, како да кажем, контрапродуктивно за една држава. Во оваа ситуација, договорено на Бретон Вудс, договорот во 70-тите е да се чува доларот како единствена резервна валута која што нормално ќе се користи за меѓународна трговија. Сега, проблемот е што со санкциите на Русија, прв пат во историјата на светот Америка практично го како да кажем, го милитаризира доларот. Односно, до тој момент доларот, иако бил можеби користен на некој начин за санкционирање, никогаш не бил користен од типот на замрзнување на странски резерви. Односно, во оваа ситуација, значи Америка истапува и ги замрзнува резервите на Русија во долари. Затоа што може да го направи тоа, затоа што доларот е испринтан и контролиран директно од Америка и со нејзина наредба сите оние банки кои што моментално држат резерви на Русија во долари може да бидат замрзнати до понатамошно мрзнување потенцијално. Сега, кога вие го имате остатокот од светот кој што моментално гледа дека Америка, доколку не се допаѓа што размислувате, може во било кое време да ви ги замрзне резервите кои што се исклучиво потребни за меѓународна работа, меѓународна трговија. Официјално вие сваќате дека ако и понатаму продолжите да тргувате во долар, значи Америка има целосна контрола над вашата држава, затоа што може буквално во било кој време да ве блокира од меѓународна трговија. Поради оваа причина истапува многу од земјите кои што досега не го направиле тоа и бараат од членките на БРИКС, заедно со членките на БРИКС, да се формира нова валута која што ќе биде барем деловно неутрална и нема да биде директно контролирана од една корумпирана бивша колонија на Англија, со цел да понатаму има на некој начин некаков тип на демократија во меѓународната трговија. И затоа се надевам дека во август ова ќе успее и уште еднаш ќе напоменам, ова е причината поради која што моментално ќе гледаме и понатаму падна доларот. Сите овие земји, свесни дека ова може да им се случи утре и нив,
доколку не се во согласно со оваа бивша колонија, ќе може да бидат нападнати на истиот овој начин. И поради ова моментално го проследивме моментот каде што Бразил со Кина престана да тргува во долари, туку тргуваат во реаи и во юени. Кина и Саудиска Арабија престана да тргуваат во долари, туку тргуваат во сопствените валути. Индија тоа го прави со Русија, Кина тоа го прави со Русија, значи се повеќе и повеќе овие огромни економии го отфрлаат доларот. Колку повеќе се отфрла доларот, толку повеќе имате безпотребен долар кој што никој не го сака. И на тој начин и понатаму ќе продолжи неговата вредност да паѓа. Тоа е економскиот аспект, а сега ќе продолжиме со биткоин чартот. Можеме да видиме дека имаме доста добар раст на биткоин во моментов. Кажеме дека главната причина според тоа што можеме да видиме е падот на индексот на DXY, како што вчера овој раст на индексот 2 дена поред предизвика ваков тип на пад на моментално биткоин. Тоа беше она паѓање кој што го добивме под 30.000, моментално гледаме дека цената се врати буквално над она што претходно го имаше. Сега, гледано од дневен аспект, токму го поставиме Фибоначи секвенца, како што можеме да видиме на овој последен сегмент, односно од најдлабокиот дел на ова движење во последниот овој дел, значи токму го поставиме од најдлабокиот дел, само момент, до највисокиот дел кој што ни беше негде на 30.000 и 31.050, верували или не, значи моментално добивме корекција до 38.2. Значи официјално после ваквата корекција од 38.2, односно 0.382 левел на Фибоначи, кој што е и корекцијата, ако се сеќавате, кој што многу пати се разговаравме, што покажува најјака силина кога еден бран се движи нагоре, односно доколку бранот се коригира до ова ниво само и продолжи повторно нагоре, нели треба да пробиеме над 31.000, покажува дека овој бран е навистина силен и дека навистина има потенцијал за поголемо движење нагоре. Значи тоа е првото ниво кое што можеме да разговараме дека нели е солидно ниво за враќање нагоре на одреден бран во нагорна линија во оваа ситуација, тоа што корекцијата не е за нагоре нормално. Со тоа што останува да видиме во текот на денот дали ќе се задржи цената, че ова свеќе треба да биде завршено овде, за да можеме да кажеме дека корекцијата завршила на 38.2, но можеме да видиме дека е доста јасно дека таму е направена оваа корекција од последното движење на овој бран, практично од овој канал па нагоре. Сега, нормално оваа ситуација е пак на некој начин ритест на нивото на 30.000, ако се сеќавате и кога ќе поразгледаме на пример што се случуваше околу 20.000, можеме да видиме дека околу 20.000 имавме многу ваков тип на, да речем, слични ситуации во кои што имавме многу ритести под и над нивото на 20.000, затоа што како што кажавме, најчесто ваквите крупни броеви како 20, 30, 40, 50.000 представува во оваа ситуација многу голема психолошка бариера. Истата ситуација може да видите и кај други, да речем, валути кои што не достигнале до толку голема вредност, како што е на пример 1000, како што е во ситуацијата на Етериум. Че Етериум самиот по себе многу време помина околу 2000, затоа што е иста таква психолошка бариера. Исто како што е на пример за Ripple 1 или за ADA 1, значи секој од овие различни валути во однос на каде се наоѓа, значи овие крупни броеви, како што се 50 центи, 1, разбирате, или ако е некој на 1 цента, моментално 10 центи ќе биде таков тип на психолошка бариера, има ваков тип на бариери кои што моментално ги на некој начин задржуваат цените околу истото, затоа што имате многу луѓе кои што го користат ова ниво за да купат или продават. Сега, се уште имаме мал волумен. Тоа е едно од работите кои што ме загрижуваат, значи се уште имаме мал волумен во однос на тоа колку трансакции, односно колку купувачи и продавачи имаме. Значи за да почне да се движи нагоре, како што е оваа ситуација овде, потребен ни е зголемување на волуменот, она што моментално го гледаме овде. Ова се уште не го гледаме тука, но гледаме дека се повеќе и повеќе се исцрпуваат продавачите на овој пазар. Односно се повеќе се намалува интересот да се продаде биткоин во ова ниво, што е многу добар показател, затоа што ваквата ситуација ни покажува дека се поголема веројатноста да се придвижиме нагоре. И уште еднаш, ако ги погледнеме индикаторите, гледаме дека сме екстремно overbought. Значи имаме преголема висина и на RSI, и на сток RSI, MACD е во корекција надоле. Сме направиле локален врв на дневно ниво, во ред. Но, уште еднаш ќе напоменеме, гледано од аспект на претходната ситуација, каде што го споредувавме биткоин со ова исто ниво, беше во моментот кога пробивме претходен all-time high. Во истата оваа ситуација можеме да погледнеме дека и на неделно, верувам и на дневно ниво, се наоѓаме на истата оваа, на некој начин, на истиот овој момент, само за жал морам да се вратам макар на дневно ниво, да го најдеме нивото. Само момент. Значи гледайте,
ќе го зумираме истиот овој дел каде што го пробиваме претходниот all-time high и гледаме дека сме oversold. Во оваа ситуација гледаме дека и понатаму, иако сме oversold, се задржуваме на истото ова ниво, како што можеме да видиме. Значи се задржуваме на истото ова ниво, гледайте. Од моментот кога сме oversold, на 18 декември 2020 година, сме се задржале до 21 јануари. Значи цел еден месец сме се задржале oversold пред конечно да се симнеме надолу, односно во следната корекција која што ја имаме овде, и тоа е во една свеќа, гледате. Значи сето ова си мијање на некој начин е корекција во една свеќа. Со тоа што затоа и уште еднаш ќе напоменам, голема веројатност е кога се наоѓаме во ваков тип на чарт, каде што имаме преголем интерес, односно имаме на некој начин позитивен моментум на движењето на цената на биткоин, голема е веројатност дека и понатаму ќе продолжиме да се движиме иако сме oversold. Односно истата ситуација која што гледаме овдека, гледате, значи веќе сме oversold, никој не запира и понатаму да продолжиме да се движиме околу оваа горна граница на 70, односно и понатаму да се движиме во oversold територија, се додека се уште има позитивен моментум за движењето на биткоин чартот. Гледано од фундаментална анализа, разговарано со некои луѓе кои што се разбираат во, да речем, целиот овој сегмент, значи интересно е тоа што се уште непочнатата рецесија која што постојано се најавува и се најавува, можеби е на некој начин оној катализатор кој што моментално ни дава да се придвижиме нагоре со најавите за почеток на на некој начин бул маркетот со почнувањето на трговија на криптовалути во Хонг Конг на 1 јуни, што може да ни даде многу сличен чарт како на ситуацијата со COVID. Зошто го велам ова? Значи, моменталниот добар, позитивен на некој начин моментум, кој што не води во целата оваа ситуација, каде што веќе направивме 100% зголемување на вредноста на биткоин во последната година дена, може да не доведе до ова. Се разбираме? Значи, еве и овдека може да видите дека во почетокот на практично многу слична ситуација. Значи, 2019 година, погледнете, почетокот на 2019 година, јануари, до практично во оваа ситуација е негде јули 2019 година, средината, направиле 300% зголемување на вредноста на биткоин, за потоа да се вратиме надолу во корекција, каде што беше ситуацијата со COVID. Во оваа ситуација имаме на некој начин многу слична сцена, во која што имаме памп на почетокот, затоа што сме имале масивен bear market. После овој памп, никој не запира да направиме поголема корекција доколку се случи онаа рецесија која што сите најавуваат. Значи, не мора да биде тоа само од пандемија, може да биде и некој друго, на некој начин black swan event случување, кое што ќе не натера да се вратиме повторно надолу во корекција, затоа што на вистина од почетокот на оваа година имаме на вистина пораснато многу во однос на каде моментално се наоѓаме во овој bull market. Што е пребрзо растење за се уште не сме ни дојдени до халвинг. Така, че една година пред халвингот треба да биде негде во крајот на овој месец, почетокот на следниот, а ние сме се предвижиле 100% во профит со биткоин. Друга битна работа која што ја напоменавме е неделните свеќи. Да се надеваме дека, гледате, успеавме да завршиме со неделна свеќа над ова поле, кое што ни беше главниот на некој начин отпор на движењето на ова. Извинете, само една свеќа која што во обратен правец од целото ова движење што ни представуваше главниот отпор во оваа ситуација. Гледаме дека ова е еден, но ако го зголемиме на дневна база, можеме да видиме дека многу пати обидовме да ја скршиме оваа зона. Значи 1, 2, па и овдека 3, за четврти пат да успееме да ја скршиме и моментално да направиме ритест на истата пред да продолжиме нагоре. Што е многу нормално движење во било кој тип на левели, кој што до сега сме учеле, и затоа пак ќе кажам. Јас моментално, технички гледано, морам да кажам дека очекуваме корекција. Значи, технички гледано, индикаторите ни покажуваат на дневно ниво дека е потребна корекција. На неделно ниво исто така ни покажуваат дека е потребна корекција. Значи, гледате, RSI се наоѓа на 70, overbought. 100 RSI, 100 overbought. Движењето на MACD само што не променило од црвено надолу, затоа што во оваа ситуација ваквото заобнување е прашање на време само кога ќе добиеме прекршување на сигналната и базичната линија и придвижување надолу на овој индикатор. Така да другите индикатори се доста неутрални, можеме да видиме дека и VWAP и самиот Money Flow се моментално доста неутрални, се движат хоризонтално, но останатите се доста oversold. Така да многу е битно оваа недела да се надеваме дека ќе одржиме една целосна свеќа над ова поле, односно над овој бел дел кој што гледаме овдека, со цел да успееме да покажеме дека цената да ни покаже дека успешно се коригирала од дното на ова поле и дека моментално истото сме го претвориле во поддршка на цената. Тоа ќе биде на некој начин уште еден катализатор за потенцијално движење нагоре
во текот на следната недела, но нели мораме да видиме како ќе заврши оваа свеќе, затоа што моментално е доста рано, значи се уште е моментално вторник, имаме доста време да видиме што понатаму ќе се случува на овој пазар, но ова е од технички гледан аспект. Така, со тоа што можеме да видиме и овдека многу подобро, дека на неделно ниво, буквално овдека правиме ритест на 30.000. Односно се обидуваме да видиме дали ова поле и нивото на 30.000 ќе ги претвориме во поддршка. Има и многу други, да речем, големи, да речем, аналитичари кои што се во овој сектор, кои што го мислат истото. Еден од нив е Герет Соловеј, кој што е еден од најпознатите на некој начин трейдери во оваа зона, во овој сектор, кој што истото го кажува, значи кога ќе успееме да утврдиме движење на цената и неизменно задржување на 30.000, официјално дека наводно дури и он се смета за дека треба да влезе во биткоин, односно во криптосекторот, со тоа што пак ќе напоменам, овие големи трейдери немаат потреба да брзаат и нивното чекање на официјално утврдување на дното е многу по долго од нашето, затоа што ние имаме многу помали буџети и помали портфолија и е многу побитно да влеземе што порано. Така да во оваа ситуација затоа и он истиот се уште чека утврдување на дното, кое што според него ќе биде потврдено кога конечно ќе се задржиме барем неколку дена или барем една недела цела над ова ниво 30.000. Така да ова е само уште едно мислење кое што нели го следам, тоа е уште еден аналитичар затоа што нели сите учиме, верувам дека тоа треба да правите и вие. Сега пак ќе напоменам дека ако мене ја прашувате, ќе беше многу подобро да направиме корекција до 200 неделна средна вредност како и до ова локално дно, за да можеме да имаме многу подобра структура за движење нагоре. Уште не знам колку пати до сега кажувам, ќе повторам уште еднаш, до сега 200 неделна средна вредност ни била многу јака поддршка во сите bear маркети, 2018, 2020, 2019, истата ситуација можеме да видиме и пред тоа во 2014-2015, за и овој пат да беше исто така потврдена поддршка, но тоа не го менјава фактор дека и понатаму се движиме нагоре. Дополнително не заборавајте дека корекција подоцна може исто така да не донесе до ритест на 200 неделна средна вредност. Тоа е нешто што треба да го земеме во предвид за следните, да речем, нели анализи кога ќе дојдеме малку понапредно во овој бул маркет. Значи пак ќе кажам, гледано од претходните бул маркети, 200 неделна средна вредност како и бул маркет support бендот се главните поддршки на следен бул маркет. Така да 200 неделна средна вредност на некој начин го назначува стартот на бул маркетот, додека понатаму бул маркет support бендот е оној кој што ја поддржува цената во целиот овој бул маркет како и во претходните, нели, нормално. Затоа и уште еднаш ќе напоменам, гледаме дека истите се движат нагоре заедно со цената, што значи дека потенцијалната корекција не мора да биде овде. Значи они може да се придвижат нагоре од овој аспект, на пример, како би изгледало тоа, значи ако ги придвижиме нагоре вака, и ако ја придвижиме 200 неделна средна вредност вака, значи никој не го менја фактот, зошто не би можеле, на пример, понатаму да се коригираме, разбирате, од овој сегмент. Така да сакам да ви кажам дека не мора корекцијата да биде направена сега, може да биде направена многу повеќе во иднина и да биде на хоризонтално ниво, не мора да биде сега со пат. Само чисто да ви покажам дека многу често тоа се случува со самите чартови, што моментално го гледаме, придвижувањето нагоре на сите индикатори заедно со чартот може да направи подоцнежна корекција која што ќе не однесе во, нели, следно движење нагоре. Во однос на, како што кажавме секогаш, чисто само да го покажеме овој дел, значи во однос на месечниот циклус се е на место, значи немаме никакви промени, се движиме, добро, само што не на овој чарт, туку на друго имавме тоа, овдека е на неделно ниво, само момент, значи на овој чарт го гледаме тоа, само на кратко ќе погледнем уште на макро ниво, значи на месечно ниво, како што кажавме до сега, немаме никаква промена и понатаму продолжуваме со буквално истиот чарт, нема никаква промена, ова е основниот чарт кој што го следиме на 48 месечното халвинг циклус на некој начин чарт, кој што можеме да видиме дека до сега ги задржал сите вредности, многу пати до сега објаснуваме, може да го погледнете, че имаме Bitcoin halving чарт, Bitcoin halving видео, каде што објаснуваме точно се за овој чарт. Само сакам да напоменам дека до сега нема никаква промена и сите вредности до сега се постојано испочитувани. На дневно ниво, ова е чартот кој што го следиме за Wyckoff акумулација и моментално, значи, наскоро ќе треба и да престанеме да го следиме со оглед на фактот дека оваа Wyckoff акумулација е целосно испочитувана и целосно направена, сите елементи успеавме да ги запазиме. Тоа сте ги следеле нашите претходни анализи, ќе видите дека буквално од оваа фаза Б до моментов, буквално сите фази ги најдовме сами
во текот на нашата анализа и ги споделивме со вас еден по еден, нормално, со тоа што ова е последниот дел фазата, доколку не успееме да добиеме понатамошна корекција назад до горната граница на овој трейдинг рейндж, што е нормално, нели? Значи, доколку ова беше последната корекција овде, тогаш очекуваме дека, нели, ова официјално формација ќе заврши и ќе се предвижиме во следната, што е фаза D, односно фаза E, односно тоа е оној blow-off каде што се движиме нагоре, пред да имаме следна на некој начин корекција која што ако е акумулација, тоа е дистрибуција. Односно тоа би требало да биде негде на можеби и следниот bull market. Останува да видиме затоа што е потребно време да го преживееме овој blow-off топ. Значи нешто слично на ова доживеавме во летото 2021 година, за да може да видите како тоа изгледа. Значи тоа е ова. Значи овдека имавме иста таква ситуација, само на кратко да ја покажеме за оние кои што не го следеле нашиот канал. Значи ова е тој дел слично на претходниот каде што имавме иста ваква ситуација. Само момент. Значи вака оприлика изгледа тоа, каде што имавме Значи имаме исто така рейндж како што имаме овдека. Само момент. Во оваа ситуација можеме да погледнеме дека имаме иста таква формација која што исто така ја најдовме во летото во 2021 година. Значи гледате, истата формација со спринг, нели, ритест на овој двата рейнџа, што можеме да видиме овдека, и со негово придвижување нагоре. Ова е за да видите што очекуваме во однос на комплетирање на оваа формација. Со тоа што овдека добивме обратна формација која што исто така ја анализиравме, чисто да видите како прилика изгледа. Значи, само да видите дека тоа е постојано на пазарот. Тоа не е ништо ново, тоа е буквално нешто веќе видено многу пати, само што многу од луѓето едноставно не го гледаат тоа постојано и не се фокусираат на истото, затоа што ова е нормална манипулација на пазарот од големите играчи. Значи, гледате, акумулација, придвижување нагоре, ова е фазата E. Се разбираме? Значи, целото ова овдека е фазата E. Се додека не дојдеме до момент кога ќе утврдиме врв, каде што почнуваме со обратен процес на, значи ако тоа била акумулација, ова е дистрибуција, каде што поголемиот дел од големите играчи продаваат она што го купувале овде и се спремаат за следниот чекор. Односно, тоа е повторно реакумулација во оваа ситуација во овој дел од bear маркетот, каде што моментално се придвижуваме во следниот дел како што напоменавме овдека, ова. Така, во следниот дел на оваа на некој начин формација пронајдена од Лајков, каде што ќе имаме дистрибуција. Значи мислам дека е многу појасно кога ќе го покажеме вака во однос на чартовите кои што претходно сме ги анализирале. Значи овој чарт мислам дека е повеќе од јасен, така да нема да го споредуваме денеска. Само сакам да напомнам дека и понатаму продолжуваме со високи вредности на Fear индексот, како во биткоин и односно криптосекторот, така и во традиционалните пазари. Дополнително и традиционалните пазари го покажаа оно што го кажав, односно гледаме дека имаме позитивно движење како на DXY, така и на како на S&P 500, така и на Nasdaq, кои што имаа позитивно движење во последните 2 дена поради падот на инфлацијата. Односно тоа беше еден од катализаторите кои што ги придвижи нагоре овие индекси и гледаме дека нели и традиционалните пазари исто така имаа на некој начин памп во овој претходен дел, кој што исто така го однесе овој индекс многу високо, 68, ова е многу високо за традиционалните пазари, останува да видиме како тоа ќе се одрази понатаму на пазарот, но сега за сега гледам дека се повеќе и повеќе фундаментално добри вести има. Значи не заборавајте дека моментално многу голем број на луѓе кои што инвестираат во криптосекторот очекуваат регулатива, очекуваат смирување на пазарите, очекуваат нели гласањето кое што треба да биде, како што кажавме во текот на утрешниот ден во Европската унија, кој што може дополнително да забрза цената, ќе видиме што ќе случува утре ако се изгласа законот Мика. Значи регулативата која што е во видува секаде, така. Гледате се создаваат хабови, како што е моментално Дубај, како што е моментално Сингапур, моментално Лондон се обидува да се приклучи на ова. Хонг Конг од 1 јуни. Значи тоа се потенцијални знаци дека многу луѓето инвестираат во очекување на следниот бул маркет. Дополнително, рецесија не мора да значи негативен момент за криптосекторот. Како што кажавме, мораме да видиме како рецесијата ќе се одрази на криптосекторот. Зошто го велам ова? Значи, повеќе објасниме во претходното видео, но само на кратко ќе објасниме денес. Во последниот момент, кога дојдовме колапс на банките, ако се сеќавате, тоа многу позитивно се одрази на криптосекторот, а многу негативно се одрази на традиционалните финансии. Односно, индексите на хартиите од вредности и останатите индекси паднаа,
додека крипто секторот доби голем памп. Поради оваа причина не можеме да знаеме како би се одразила рецесија, така да има многу од луѓето кои што се спремни да ризикуваат и да изгубат дел од својот капитал, за да на некој начин се надеваат дека можеби крипто ќе направи декаплинг од останатиот традиционален свет доколку дојде до рецесија и ќе биде на некој начин хедж, односно заштита на вашиот капитал доколку поголем дел од луѓето одлучат да ги претворат своите средства во крипто во моментот кога би настанала потенцијална рецесија. Останува да видим. Значи тоа е се што имаме да кажеме во текот на денешниот ден, се движи се на добро, иако сме oversold, моментално фундаменталните вести и понатаму го движат пазарот позитивно. Ќе видиме како ќе се одвива во текот на утрешниот ден гласањето на Мика, затоа што тоа е можеби еден од побитните случаи во текот на оваа недела нормално. Сега ова е интересна страница која што сакам само да ве запознам, многу подетално ќе ја разработиме понатаму, има некои интересни алатки кои што досега не сме ги искористиле. blockchaincenter.net, која што исто така ни беше доставена од Дарко Јошев, секоја чест, благодарам момак. Значи навистина еден од некои што навистина помагаат на каналот, со тоа што овдека е многу интересно направено. Blockchain.net е основната страна, каде што може во исто време да ги гледате сите овие топ, да речам по market cap коини, но во исто време може да видите и колку се процентуално плюс или минус во однос на овие различни периоди. Зошто е многу добро ова? Значи на овој начин многу подобро гледате дали, да речем во последниот период, некој коин се коригирал надолу или нагоре. Прост пример. Значи, многу од луѓето ме прашуваат дали е добро да се купи Matic. Зошто е ова добра, да речем, алатка? Значи, во последните 30 дена, додека сите напредувале, Matic паднал 1,9%. Значи, гледано во последните 30 дена сам. Така, додека ако погледнете последните 2 години, истото е горе 262%. Но, што е битно овдека? Кога ме прашувате дали треба да продадете Matic и да купите нешто друго, нели би било логично да гледате обратно на тоа? Зошто? Значи, многу помалку би било логично моментално затоа што во последните 30 дена Ripple има 35% плюс. Тоа значи дека е многу лоша инвестиција моментално да купите Ripple. Тоа значи дека многу напредно во последните 35 дена што купувате на памп. Додека обратно, кога многу од луѓето ме прашуваат, значи повторно не можам да ви кажам што да купите, ова не е совет, само ви кажувам дека е многу интересна алатка каде што може да гледате во моментот кога инвестирате во нешто, ако веќе имате одбрано неколку проекти кои што ви се потенцијални. Ова може многу да ви помогне. Во превод, ако сте ги одбрале да речеме Cardano, Ripple и Matic за потенцијално инвестирање, многу побитно или многу подобро би било да инвестирате моментално во Matic. Затоа што Matic стагнира во последните 30 дена, што значи дека многу е поголема веројатноста дека има потенцијал за растење, за разлика на пример од XRP и Cardano. Затоа е многу битно да ги гледате овие моменти на раст и пад, за да имате представа дали купувате на памп, дали купувате на стагнација, дали купувате на акумулација, дали купувате на дамп. Сега, ние понатаму ќе правиме соодветни технички анализи на сите овие токени. Сега за сега не ги правиме затоа што сме многу рано во бул маркетот, но понатаму нели ќе го правиме сето тоа. Само сега за сега сакам да ви покажам дека оваа алатка многу едноставно ви дава преглед на тоа како се движеле овие коини и кој е моментално еден од најдобрите, да речем, места да инвестирате доколку во моментот треба да ставите пари. Се разбираме? Така да интересно е она како би го гледале нели на оваа многу поедноставна и многу по богата, затоа што CoinMarketCap ви дава само една колона или две. CoinGecko кој што го користам исто така една или две колони. Следно, истиот овој чарт има овдека топ чарт, значи ако кликнете овдека, ќе ви ги даде сите овие различни интересни чартови кои што имаат на некој начин доста богати информации, но за тоа ќе ве запознаеме полека, некој по некој од овие, значи се обидуваме да не ве пренатрупаме. Во следните анализи ќе ви покажуваме некои од овие индикатори кои што се многу интересни. Со тоа што еден ќе ве запознаеме денес, а тоа е Altcoin сезон. Значи има, верувале или не знам како го направиле, сакам да го разгледам поубаво пред да можам да ви кажам. Значи Alt Season Index имаат, Altcoin Season Index, каде што е слично направен на основните RSI или сток RSI индикатори. Нели, имате практично ова е земено, како што може да видам до сега, индексот на доминација на биткоин и останатите коини во однос на тоа колку голем дел од маркет капот на сите коини го земаат. Со тоа што колку е повисок, нели, доминацијата на биткоин, толку повеќе сме далеку од алткоин сезона. И обратно, колку повеќе се намалува доминацијата на биткоин, толку повеќе се приближуваме во алткоин сезона. Односно, кога ќе почне оној алткоин ран, каде што луѓето ќе почнат на некој начин профитот од биткоин да го префрлаат во алткоини, или пак сме влегле во full blown bull market, тогаш се повеќе и повеќе ќе се придвижиме нагоре со овој индекс. Сега за сега гледате и сами дека моментот е на биткоин да прави профит.
Но интересна алатка, пак ќе се разгледам точно како ја направиле, нели, за да видиме што уствари се случува, но интересно е тоа што ни покажува дека сме далеку од алт-сезона, односно дека е еден од најдобрите моменти да купите алткоин. Така? Зошто? Затоа што профитабилноста на биткоин порано или подоцна ќе се одлие во алткоините. А можеме да видиме дека моментално според оваа алатка сме длабоко во биткоин сезона, односно дека моментално е време на биткоин да прави профит. И гледаме дека биткоин е еден од најпрофитабилните. Така? Значи ова е топ само да колку топ 50 според перформанс во последните 90 дена, гледаме дека биткоин е на 1 2 3 4 5 6 7 8 девето место. 9 или 10 не сум сигурен. Но со оглед на фактот колкав маркет кап има да биде на 9 место после сите овие коини, тоа значи дека навистина е биткоин сезона. Така, значи биткоин има огромен маркет кап за разлика од поголемиот дел од овие што ги гледаме овдека, а сепак се наоѓа на само 10-то место по профитабилност, така. Што е многу добар показател дека навистина овој индикатор е интересен и можеби точен. Останува да видиме, ќе следиме нешто интересно, па ќе видиме дали точно ќе ни покаже кога ќе дојде момент. Исто така имаме и крипто кредит картички овдека. Сега моментално како што видов има само 3 избора, тоа е Crypto.com и Binance. Го ставив ова чисто да видите дека и оваа страна има на некој начин места каде што може потенцијално да најдете on и off ramp. Знам дека во Македонија тоа е еден од најголемите проблеми, да најдете on и off ramp за потенцијално внесување и изнесување на кеш. Пробајте, можеби некој од овие ќе успеете да ја добиете, затоа што ако имате акаунт на Binance или на Crypto.com, ќе имате и дебитна картичка на која што ќе може да ги вадите или ставате средствата кои што ви се битни за тргување. Пред да продолжиме со последните, сакам само да напоменам дека моментално, она што го најавивме претходно, нашата соработка со Левица продолжува и понатаму. Го дистрибуиравме целиот закон, значи барем нели неговата преработена форма на тоа како моментално се поделени коините и токените во Малта, како моментално Малта го смета на некој начин ходлингот на криптовалути како држење на странски капитал и затоа истиот така и не се даночи во Малта. Поради оваа причина, значи ваквиот преработен закон го испратив до Левица, до одредени членови на Левица во кои што имам некоја соработка, со цел истиот понатаму да биде превземен од нивните нели соодветни IT членови кои што ќе го разгледаат и да се надеваме, нели ова не ветувам ништо, ова е само наша соработка со која што они ќе гледаат дали ќе може нешто од ова да се примени и потенцијално нели да се предложи на македонското собрание, но како и да е, Левица прво е единствената која што се обидува нешто да направи во Македонија, а второ, иако знам дека многу од вас им се лути заради шарената револуција, вклучувајќи и мене, како и да е, него менува фактот дека потребно е некој да направи некаков потек во Македонија и затоа највеќе верувам на професорот Апасиев, како и на господинот Крмов, кои што се моментално во парламент, да имаат на некој начин грб тоа да го направат. Дали тоа ќе се случи, не знам, но идејата е да ги заштитиме оние ходлери во Македонија, кои што имаат на некој начин некаков тип на капитална инвестиција, без разлика колку се големи, дали се големи или мали, не е битно. Идејата е да се направи начин на кој што ќе се направи поволно за вас во Македонија да инвестирате во криптовалути на долгорочен план. Така да дали ќе успее, не знам, битно е да видиме дали можеме да помогнеме нешто повеќе на заедницата, затоа што на крајот од денот јас сум на Малта, мене проблем не ми е никаков. Најмалку што можам да направам е да помогнам на заинтересирана страна да потенцијално помогне на сите оние кои што инвестираат дома. Пак ќе кажем, идејата е да помогнат на сите оние кои што инвестираат на долги стази, не на трейдери, не на трговци, туку исклучиво на инвеститори, затоа што нели трговците се на некој начин секојдневни учесници во економијата, додека инвеститорите се на многу подолг рок. Така да поради ова гледаме да го отстраниме потенцијалниот дарок на профит во Македонија на подолг рок. Сега битно е да видиме дали тоа ќе биде усогласено со нивната политика на прогресивен данок, затоа што се обидуваат да ги на некој начин даначат побогатите колку што може повеќе и за тоа ги разбирам. Така да ќе видиме дали ќе може да го вклопат, значи нели во секој случај верувам дека е позитивно за вас. И последно, пред да завршиме, нормално гледаме дека имаме 29 на CBBI индексот, кој што е збир од овие 10 различни индекси и гледаме дека тоа уште повеќе ни покажува дека се движиме нагоре кон следен bull market. Иако овдека имавме корекција, она што го разговаравме дека ако овдека имало пандемија, овдека може да има рецесија, па да имаме такво нешто, но како и да е, во однос на почетокот, на нели самото дно, гледаме дека дното е позади нас и се придвижуваме нагоре, уште еден показател дека дното е позади нас и дека се движиме во следен bull market на еден или на друг начин. Дали ќе има голема корекција, останува да видиме, но не можеме толку далеко да зборуваме, можеме да зборуваме за моменталната ситуација.
0,811. Ова е на некој начин не толку добар знак, затоа што уште еднаш ќе кажам, популарност волку голема моментално на биткоин е за жал поради негативни работи. Зошто го велам ова? Значи, многу шпекулации се, значи, ова е тоа што ако сеќавате, го имавме тоа Bitcoin obituaries. Значи, најчесто кога се наоѓаме во вакви ситуации, се случува таков тип на вести, еве чисто да погледнеме каква моментално ситуација, значи во последниот период така имаме неколку вести во кои што се зборува дека Биткоин умрел. Еве, значи ова е во последниот месец, тоест од јануари, 2-3 месеци, така. Значи еве неколку пати каде што големи медиуми најавуваат дека Биткоин е нели мртов. Идејата што ми е дека најчесто се случува ваков тип на вести пред да почнеме во следниот bull market, ова дополнително се поврзува и со она trading значи со овој чарт. Зошто го велам тоа? Затоа што најчесто, ако се сеќавате ова го споредуваме претходниот пат, се наоѓаме во практично се наоѓаме во овој дел, каде што имаме disbelief, односно имаме многу луѓе кои што не веруваат дека ова беше крајот и дека ќе дојдеме до следно дно, дека ќе имаме поголема корекција и поради ваквиот disbelief многу често се случува, значи и голем тип на медиуми, како што се оваа ситуација, не знам, Cointelegraph или слично, иако Cointelegraph е доста позитивно настроен кон криптосферата, но да речеме еве Wall Street Journal и слично, да ваквиот disbelief го преточуваат во не ова е само Dead Cat Bounce, одиме надоле и такви некои работи, така да ова е, како што можам да видам до сега, негативни вести. Значи, моментално, најголемиот дел што ги гледаме во оваа ситуација, затоа што имаме очекување. Значи, немаме сигурни вести, и поради тоа, она што гледаме е несигурно. И ваквата несигурност најчесто вродува шпекулации, од типот на сега ќе донесат бан, сега ќе донесат регулатива која што ќе го забрани, а гледаме дека моментално имаме посебно големи центри, како што кажеме до сега, како што се нели Хонг Конг, Сингапур, Лондон, Дубај, кои што сосема обратно од сето ова работат, но се додека трае оваа неизвестност на тоа како ќе изгледа регулативата, на тоа како ќе биде прифатен криптосекторот. Се уште ќе се наоѓаме на висок ваков тип на биткоин сентимент по говореност за криптосекторот, но ова ќе биде на некој начин негативен. Дури во моментот кога конечно ќе поминеме, јас верувам, преку следниот халвинг и кога овој индекс ќе биде повторно на ова ниво, ќе можеме да разговараме за сега веќе сите очекуваат профит и ова се позитивни разговори. Сега за сега ова е високо ниво на некој начин запазеност на криптосекторот, луѓето навистина зборуваат за него, но не верувам дека поголемиот дел од ова се позитивни теми. Тоа ми беше идејата и уште еднаш ќе напоменам, нели, пред самиот крај, дека се наоѓаме на 375 тенови пред следниот халвинг, че ова е нешто повеќе од година и тоа ни покажува дека се повеќе се приближуваме до потенцијалниот следен bull market, зборуваме за full blown bull market. Иако bull market според мене е очигледно започнат, но до full blown bull market каде што ќе имаме нели соодветно циклично движење bubble, нели високо, ќе биде после овој халвинг. Барем тоа ни го покажува до сега чартот нели на 4 години на циклусен на 4 години и не гледам причина зашто би отстапиле од истиот кога до сега истиот е постојано во право, односно после секој халвинг имаме соодветен bull market, па тоа се случило во 3 пати, не гледам причина зашто не би се случило и во четвртиот пат, така да до тогаш имате време да научите, имате време да акумулирате и нормално ќе го следиме пазарот заедно и ќе гледаме да се поставиме што можеме подобро како заедница. Во меѓувреме благодарам на целата поддршка, продолжувам и понатаму и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемиџи.